Сакав да ве прашам тројцата, како доаѓате од бизнис заедницата, дали чувствувате одговорност некаква на бизнис заедницата, што не се случија тие реформи во овие 30 години, не се направи ништо, не се подигнаа платите, ги изгубивме работниците и што се наоѓаме во ваква состојба? Тоа одговорност, сите помалку имаме одговорност, ама мислам не е одговорноста на сите еднаква. Значи и работниците имаат своја одговорност. Ако земаат фиктивни боледувања, ако не почитуваат, да речеме, отказен рок, па наеднаш си отиде, го остави работодавачот со празна машина, нема кога го крати производниот процес. И работодавачите, ако навреме не преземале мерки, да речеме, за купување современи машини, за да зголемат продуктивноста, но најголема одговорност за оние што имаат најголема моќ да донесат закони и да управуваат со државата. Значи, Македонија за овој период од самостојувањето навака не успеа да промени структурата на стопанството. Не успеа да го промени структурата на извозот и по видови на производи и по распространување по држави. Ние се уште извезуваме многу мала додатна вредност, значи без разлика дали е тоа, да речеме, текстил, дали е тоа во тир зоните кај што мотаат каблови за автоиндустријата, дали е тоа некоја црна металургија која извезува непреработени лимови. Значи ние во скоро сите дејности до вчера извезувавме вино во цистерни и сега го извезуваме, за среќа е помалу. Без тоа да се промени, вие не можете да зголемите стандардот на работа, ниту да качите плати поголеми, ниту стандардот да го зголеми, ниту па да дадете повеќе даноци од државата да биде подобра. Од друга страна, направивме таква партизација да сите институции станаа партиски зависни, дека секој си одговара пред партискиот лидер и баш му е гајле за работа, дори имавме луѓе кои земаат плата не идат на работа, што е знак на една недомакинско работење. И сега наместо да работиме сите, да ја подобриме индустријата, да подобриме услугите, да извезуваме стоки со повисока додатна вредност, за да може да го подобриме стандардот, ние останавме на овие традиционални дејности, како што гледаме сега една по една пропаѓаат.